Европските дипломати стануваат се погласни во предупредувањата дека Западен Балкан и покрај рускиот фокус на агресијата врз Украина останува потенцијална цел на активности поддржани од Москва. Проценките на високи германски представници кои деновиве се во посета на Скопје се дека случувањата во Украина го вклучиле алармот во Унијата од потребата за динамизирање на пристапувањето на земјите од регионот, процес кој го нарекуваат стратешка цел и за самата Европска Унија. Соочени со ситуацијата во Украина, разбираме, иако веќе доста време знаеме за влијание на трети страни во регионот, дека Русија е подготвена да ги употреби сите средства и да ги иструка своите цели. Украина е една работа, но знаеме дека и Западен Балкан со процесот на пристапување кон Унијата се уште се смета како закана или барем како влезна точка за дополнителна дестабилизација од Русија. Проценките се дека Москва сака да ги злоупотреби нерешените конфликти кои на Балканот се уште ги има, да влијае врз медиумите, да ја искористи подложноста на корупција и со тоа да се обиде да измести безбедносната структура воспоставена по Втората светска војна, а паралелно со тоа да ја зголемува зависноста од руски енергенси, проблем на кој не се имуни ниту членките на Унијата. Затоа треба да го задржиме единството, а тоа со време ќе станува потешко бидејќи ќе се уваат проблеми. Треба да ја засилиме отпорноста и да ги зајакнеме мерките и реакциите и од земјите од Западен Балкан, кои ни се сојузници и пријатели. Од друга страна, европските дипломати се свесни дека блокадата на процесот на пристапување на земјите од регионот не само што негативно влијае врз кредибилитетот на Унијата, туку и поттикнува други светски играчи тоа да го искористат. На такво сценарио во изјава за Државната медиумска агенција од Брисел предупреди и премиерот Ковачевски. Постојат трети држави кои што не сакаат да ја видат Република Северна Македонија како дел од Европската Унија и кои што финансираат различни групи во државата, па и политички партии, бидејќи ние имаме политички партии со антиевропска и НАТО определба, кои што се класично популистички во државата, кои што никогаш не предложиле една остварлива мерка, меѓутоа кои што се подхранети од едни такви центри надвор од државата и кои што со едно такво финансирање успеваат да креираат одредено јавно мислење кое што е спротивно на стратешките определби на доминантниот дел од населението во државата и кое што е спротивно на определбите на сите владини партнери во државата. Сепак, уверува Ковачевски, државниот став останува ист и непроменет. Интеграција во Унијата и во конкретниот случај целосно согласено со нејзината политика, осуда на руската агресија, помош за Украина и економски санкции за Москва. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.